Поларните температури ќе предизвикаат штети на овошните насади во Малеш и Пијанец. Агрономите предупредуваат дека штетите најмногу ќе се одразат на младите овошни насади и насадите кои имаат плитки корени. Нема сомнение дека ќе има оштетувања, измрзнувања, целосни или делумни. Рекол, зависи од староста на овошките. Младите насади кои немаат формирано коренов систем, длабок коренов систем, се ќе видат многу поподложни на измрзнување. Поларниот студ може целосно да го уништи стеблото. Студот влие на тој начин што доаѓа до измрзнување на спроводниот систем на исхрана на овошките, од коренот кон периферните делови и доаѓа до практично до дехидрирање на колатералните снопчиња, така се викаат. Оваа состојба наликува на 1985 кога измрзнали и биле ископачени илјадници стебла од јаболка во Делчевско. Сепак во регионот каде мразевите во април лани предизвикаа штети и до 100% кисливите, поларните температури сега во јанари дополнително го ослабуваат стеблото. Штетите од измрзнувањето од ниски температури во текот на цутење и прецутување кое беше лани се одразува во устарство на 2 години. А сега и овие ниски температури. Изгорените од мразот овоштари од Пијанец сега чекаат пролетта за повторно да ги избројат штетите од ниските температури. Крајот на март там може ќе се познае, а сега за сега не може. Да. Пошто не се во фаза на развој сега. Овошките. Ништо ни зрнце лани не сме отчинали. Имам на 2 месеци и на 2 месеца ги послани. Подносиме за овошките, нема ништо никаде, не знам што. Почетокот на новата година повторно најави тешка година за овоштарите во регионот, каде има околу 2000 хектари насади со сливи и вишни.